Димче Апасиев, 2 година правни студии. Универзитетите од секогаш важеа за упоришта на прогресот и авангардата. Во нив доаѓаа луѓе кои во себе носеа таленти, идеи, енергија и желба да го променат светот. Студентите по дефиниција се носители на напредокот во секое општество. Тие се луѓето кои ги разобличуваат лагите на секој режим, кои се столбот на секоја држава и кои застануваат во одбрана на вистината, еднаквоста и своето достоинство. Студентите од Вашингтон, Париз, Белград, Прага или Токио, иако живееја во различни политички системи, беа исти на улиците тогаш кога некој ќе се обидеше да ги изманипулира или понижи. Со знамиња и програми ја демонстрираа својата готовност да стават ред во безредието, закони во беззаконието и чест во безчестието. Народот свати дека студентите се потенцијал на кој во иднина секој режим требаше да гледа со доза на страф и респект. Отпорот на студентските движења против војните и социјалната беда беше голем. Паролите беа различни, но срцата беа единствени. Долу црвената буржоазија, престанете да убивате во Виетнам, слобода за Алжир, извикуваа илјадници студентски грла на плоштадите во големите метрополи, не плашејки се од тенковите, барикадите и полициските кордони. Некаде се само запалуваа, некаде гниеја по затвори, но тие ја остварија својата цел. Тие го одбележаа своето време и докажаа пред светот дека постојат. Свеста на младиот човек остана чиста и безкомпромисна, оти нема компромис кога се бара правдата. Но ова правило воопшто не важи во Македонија. Кај нас постојат наидеалните студенти за секој квазидемократски режим, најпосакуваната младина за секоја влада, без ставови, идеали и што е најжалосно движење. И тоа такво студентско движење, кое ќе создаде слика за студентите како за стожер и иднина на оваа земја. Потребно ни е силно, автентично движење кое ќе ги обедини сите студенти во борбата за подобра Македонија. Потребен ни е сојуз и студентски лидер, чија главна преокупација нема да бидат студентските забави секоја среда во Колосеум, туку ќе се зафатат со горливите проблеми кои секојдневно го тиштат македонскиот студент. Проституирањето на нашата организација преку политички притисоци и покровителства доведе до радикално предавство на студентскиот стандард и интерес. Ние немаме статус што му соодветствува на епитетот што го носиме. Едно од главните зла на нашиот систем е што го направи партискиот деспотизам толку апсолутен што совеста и интелигенцијата останаа подјармени од безпринципиелното незнаење и дрското лукавство. Треба да разбереме дека на власта не и требаат умни, туку послушни студенти. Ние не научивме дека лошите луѓе просперираат тогаш кога добрите не прават ништо. Нашата волја да им се спротивставиме на настаните кои не ни се допаѓаат не престанува да слабее. Иако некои велат дека ќе се спротивстават, тие што на вистина ќе го сторат тоа, ќе бидат малкумина. Навикнавме на нашата пасивност и зачмаеност. Секој од нас гледа на што по безболен начин да стигне до парчето хартија наречено диплома. Не немаше никаде кога се менуваше знамето, кога се продаваше името, кога фабриките се затвораа и нашите родители ја губеа својата работа. Стоевме подзинати и кога западните политиканти се прогласија за духовни татковци на нашиот устав. Никој со прст не мрдна,
кога бесплатното државно студирање ни го замение со така наречена линеарна партиципација без било каква можност за ослободување. Ниту еден од нашиве студентски челници не најде време денес да реагира против легализацијата на парауниверзитетот во Тетово, или против новите рестрикции на студентските кредити и стипендии. Иронија е да не убедуваат дека студираме на државни универзитети, во чие што финансирање државата учествува со мизерни 20%. Но како врв на нашата сервилност е тоа што се уште молчиме пред популарната позитивна дискриминација за нашиве колеги припадници на заедниците кои не се мнозинство во оваа рамковна Македонија, кои што лежерно се студираат со освоени едва и 60 поени на приемните испити, додека македонскиот средношколец е одбиван со рекордни 95. Она што во цивилизираните општества се нарекува еднаквост на шансите, кај нас се вика правична застапеност. Јас на вистина ве прашувам, зошто овој метод воопшто би бил правичен? За крај се чини дека нема начин за пребродување на вителов во кој западнавме поради нашата наивност и рамнодушност. Но јас сакам да верувам дека надеж постои. Сакам сите да сватиме дека благите реформи кои ни се случуваат не се доволни, дека тие се само вакцина за болново општество. Јас не сакам да стоиме построени пред дискриминаторската образовна политика во сопствената држава, ниту пак да робуваме на разноразните министерски авантури. Потребна ни е револуција, но не со оружје. Нам ни треба револуција на умот и на совеста. Само на тој начин ќе го искорениме банално во слепило и ќе ги насочиме нашите креативности кон излезот од овој тунел. Тоа мораме да го сториме што побрзо, ако ја посакуваме иднината на оваа земја, а иднината сум јас, вие и сите млади луѓе кои се гордоста на оваа држава. Ви благодарам.